Дали сте чуле за библиотеката Алби, вгнездена под дабовата шума на демирхисарското село Бабино? Во неа се чуваат и се изложени првиот број на македонскиот правопис, примерок од првото издание на македонскиот буквар, првото издание на весникот Нова Македонија и така натаму. Во библиотеката има книги печатени во Багдад, Техеран, Дамаск, Истанбул, Анкара, Софија, Москва, Ленинград, Лондон, Париз, Виена, Солун, Филаделфија, Хајделберг, Гетинген, Белград, Загреб, Дубровник, Амстердам, Лајпциг. Оваа библиотека е основана во 1882 година и се уште се смета дека тоа е најмалата библиотека во светот. Тука на многу мал простор се чуваат над 20.000 наслови. Денес, демирхисарското село Бабино има само 2 постојани жители. Сигурно сте чуле за Есма Реџепова и епитетот кој таа го носеше до крајот на животот, како кралица на ромската музика во светот. Но еве и дел од статистиките кои што се врзани за нејзиниот живот. Таа остана во брак со Стево Теодосиевски цели 30 години. Својата мајчинска љубов за тоа време ја подари на дури 47 посвоени деца, од кои многумина станаа музичари преку нивниот ансамбл Теодосиевски. Во текот на својата долга и богата кариера, Есма Реџепова сними над 580 песни, одржа околу 22.000 концерти, од кои третина во добротворни цели. Со тоа Есма Реџепова покажа пример на несебичност да дава и да ги учи другите да даваат. Со иста енергија, насмевка и темперамент, Есма Реџепова настапувала и пред своите обожувачи, но и пред обичниот човек, но и пред големите тогашни државници – Јосип Броз Тито, Сукарно, Гадафи. Таа во сите го гледала само доброто и заради својата хуманост дури 2 пати е номинирана за Нобеловата награда за мир. Есма Реџепова досега е единствената личност која целиот свој имот, заработка и признанија ги остави на Република Македонија.